Откако го добиле известувањето од општина Тетово за отстранување на куќата на чие место треба да поминува булеварот Благоја Тоска, сопственикот Ислам Рушити се пожали на притисок. Тој тврди дека рушењето не треба да се спроведе затоа што се уште трае постапката за експроприација на имотот, односно треба да се направи супервештачење од овластен судски вештак за определување на доместок. Одлука донесена на судско рочиште во мај годинава. Според приватното вештачење цената е многу повисока од таа на општината, вели Рушити. Што ќе прави? Ја ќе седим таму, ќе му кажем и на полиција и на тие други. Зошто сме на суд? На суд сме. Да излеземе, да од судот и после ќе видиме. Не е завршен процесот поради тоа. Ние бараме колку што го прави вештачењето. 120.000 евра. Општина дава 76. Место имам све 426. Е све. Го зема околу 350 го зема. Градоначалникот Билелка Сами пак информираше дека рушењето ќе го спроведат во понеделник. Во случајот, значи понеделник веќе е информирана полицијата за да асистира, за да се елиминира и последната пречка во продолжување на останатиот дел од трасата на булевардот. Се надеваме дека полицијата позитивно ќе одговори и ќе го елиминираме и последниот проблем и ќе се продолжи со динамиката. Значи објект каде што сите законски процедури се завршени, сега треба да се отстрани, значи граѓанинот и да се премести на друго живалиште. Куќата е последниот објект на трасата на која булеварот Благоја Тоска треба да продолжи во правец кон стамбениот блок 70. Проект за растеретување на сообраќајот, кој граѓаните на Тетово го чекаат речиси 2 децении.